те се како друга, не те мава, земаш нова. Го одбра моментот и се појавија со вистинска песна во вистинско време. Драган Величковски, познат како Тајзи, и Горијан Јовановски, алијас Скипи, се искрени и фини момци кои пеат и прават музика без влакна на јазикот. Јас сум Скипи, Јас сум Тајзи. ова е Тајзи, ние сме Скипи. Тајзи. Во животот, како што велат, имаат два приоритета. Едниот е образованието, вториот е музиката. Нивниот стил на музика е комбинација од повеќе жанрови, вклучувајќи ги хип-хопот, реге и денс музиката. Значи не сме дефинирани како артисти, дали сме хип-хоп, дали сме реге, дали сме поп, дали R&B, дали рок. Пробуваме двајца, значи да ги измешаме сите стилови и што е можно све да се стави у песна да биде различно од се што се прави до сега тука. Тоа го докажавте у песната Моментот. Пробавме да го докажеме. Мислам дека има голем подем во таа музика што ја правиме ние. А за тоа како поминала песната и како ќе поминува до сега не може да кажеме, тоа ќе мора публиката да го каже. Песната со наслов Моментот е на врвот на сите топ листи. Музиката и аранжманот ги направи Скипи, додека текстот е на Тајзи. Инспирацијата ја добиле од моменталната ситуација во нашата држава. Не е се во парите е главната порака на хит песната. Сакавме да кажеме дека не е се во парите, дека може да се направи забава, дека може да биде среќен човек и без пари. Се свиѓа мене моментот песна, што секогаш ме види например на улица или некој колега или пријател, и каже леле песната е многу весела. Ствари песната не е весела. У текстот ми се свиѓа што им ги развеселува луѓето и им допира до некоја нешто на што го имаме сите што го желееме, нели, нормално денеска. Некој погрешно го сваќа, демек што е поентава со парите? Ако имаш пари, главната порака на да, нели, ако имаш пари денеска имаш многу работа. Со парите може да направиш многу работа. Но не и да имаш љубов, не и да имаш добар пријател и не и да живееш среќен живот. И јас сум искусство тоа лично од мене, тоа може да го пренесам на другите, колку го сваѓаат, не знам. Мислам дека има убава порака и сега кој знае да ја прочита, мислам дека му се свиѓа песна, да гледам дека на YouTube и доста ја читале. Така да ми се свиѓа. Моментално Скипи и Тајзи спремаат песни за вториот албум, а првиот кој го издадоа во 2010 година има вкупно 18 песни. Го натрупавме значи албумот до крај имаше CD тоа се реже, до таму отидовме. Сакавме да представиме повеќе стилови на музика. Потоа бевме на фестивал на Охрид Фест бев јас со Роберт Билбилов и со Деана, голем поздрав до нив. Он снимаше значи ново со Дарко Илиевски, зака и Дарко во албумот. Бевме на Евровизија исто пријавени, состави политика и појаче тон. И после тоа се решиме за нешто по-реге. Излезе Моментот. Тоа се све за втор албум, значи песни. Иако не сакаа да откриваат многу за идните планови, Горијан и Драган или Скипи и Тајзи ни шепнаа дека песната Моментот ќе добие свое второ продолжение. Песната е готова, спотот се преговара, а албум ќе се вади, па оваа година ќе биде дефинитивно, само што нема одредено датум или месец за промоција, али дефинитивно оваа година ќе биде вториот. Како ќе се вика песната? Продолжение на Моментот. Excuse me се вика песната. Еве оценката на овие талентирани момци за ситуацијата на македонската музичка сцена. Има многу квалитетни музичари, има и неквалитетни секако. Ние нема да се ставиме ни во квалитетни ни во неквалитетни, али мислам дека има многу добри артисти, само што фали тоа егото македонско да го спуштиме малце за да ја пуштиме македонската музика да се слуша поише. Мислам дека фали машинерија на Македонија која што работи со по-добар маркетинг. Многу фали. Мислам дека има многу таленти, барем гледаме по овие долива што се прават или од многу пејачи кои имаат талент, ама например ја мислам дека еве пример за Евровизија да кажеме, ми се свиѓаат песните што имаат отидено, но мислам дека тие пејачи што имаат отидено и општо што ги правиме песни за Евровизија може да изгледат многу подобро од тоа што го прават и тоа например не ми се свиѓа. Мислам дека фалат автори кои ќе направат бум, што имаме квалитет, да пример да кажеме една Романија прави бум песни на европско ниво, а ние имаме таленти со гласови кои што ги претнале светски, а немаме хитови. Имаме хитови на кај нас, немаме хитови на македонски јазик што слушаат по Европа. Тоа например не ми се свиѓа. Мора да правиме на српски, на хрватски, на не знам кој поздрав, зашто да не слуша песната на македонски у Србија. Не разбира. И за крај, слушнете што ви препорачаа Скипи и Тајзи. Им порачаме
Парите се како дрога, не те мава за имаш нова. Не значи дека си среќен со тоа што си богат. Парите се како жена, не работиш ти вега. Баре среќа, љубов, парите еден ден ти ќе ги немаш. Дај Боже да ги имате.